Вечерашниот гостин во тренинг има порека за генерациите кои доаѓаат по него. Тој е професор науки, академик, член на Европската академија на науки и уметности. Оваа недела го доби престижното признание Константин Филозоф на Филозофскиот факултет во Скопје. 8 децени професор. Неговите мисли оставаат голем печат во македонската историја. Добро ден за професорот и академик Ферит Мухич. Не ми се виде како 8, ми се виде како една година незаборавна, интензивна, така да кажам екваторијална. Сонцето не заоѓаше. Немаше никакви лоши мигови. Така, благодарам за честитката. Тоа е, се разбира, несомнено големо признание, особено со оглед на тоа што го носи името на светиот Кирил, практично Константин Филозоф. А втората поента би додал и првиот председател, кога веќе, иако ја секаде се подпишувам само како Ферит Мухич, и првиот председател на БАНУ, Бошњачка академија на науките и уметностите. Добро ве најдов. Ме радува што сум ваш гостин. Разговорот ќе го започнам со една ваша констатација. Неодамна во еден радио разговор, каде што велите: немојте секогаш докрај да го кажувате тоа што го мислите, но мислете се што ќе речете или направите. Каква е таа искреност која е недоречена? Не станува збор за искреност, станува збор за убаво однесување. На човек, ја секогаш мислам дека оние кои велат: кај мене нема задни мисли, што на ум, то на друм. Со тоа се фали непромислен или непристоен човек. Ќе ти падне на ум да кажеш на некој што си будала, или ви што денес изгледаш глупаво, или што си грда толку, или... Тоа не се кажува. Мора да постои кај разумен човек известна селекција на она што личи да се каже и што не личи. Така што моето, да кажам, филозофско кредо во тој поглед е: се што кажеш да го мислиш, али се што мислиш да не го кажеш не е криење, туку е просто еден вид нормална, рационална проценка на она на што му личи да се каже, да не биде навредливо, да биде одмерено, на никогаш да не си дозволиш да кажеш нешто што не го мислиш. Тоа е поентата. Професор Мухич, како највозрастен пратеник во претходниот парламентарен состав, на невообичаен начин ја водевте седницата за избор на спикерот на собранието Талат Џафери. Дали денеска помалку се чувствувате изневерен, имајќи во предвид дека после оној јавен граѓански бунт, шарена револуција, кој бараше, која инсистираше пред се правда и мир. Дали денеска може да кажете дека правдата е задоволена, откако застареа, речиси, најголемиот дел од предметите кои произлегува од аферата прислушување? Само една мала поента. Шарена револуција е еден, како да кажам, оксиморон, контрадикцијо на дијекто. Револуција не е просто викање, барање промени. Револуција е целосен пресврт. Револуција, последна револуција може да заврши некаде 919, 18, 19, октомвриска револуција, и може би беше и она на Кастро револуција. Меѓутоа, ова другото се, да кажам, не револуции, туку така да ги наречеме барања за промени. Според тоа, барањата не беа револуционерни. Барањата беа просто да се исправат постоечките недостатоци, неправди, пропусти и така натаму на тогашната власт. Ова сега што се случи на вистина е едно големо, како да наречам, разочарување, пресилен збор, бидејќи верувам дека никој немаше ни преголеми надежи, али умерен оптимизам би бил оправдан. Меѓутоа, сега со овие промени наеднаш, симнување наводно да се пуштат пренатрупаните затвори, оние со мали казни, ниски казни, се покажа дека воопшто не е точно. Застареа многу случаеви на клучните фигури кои на големи звона беа најавувани како ударни промени, како оние кои ќе доведат радикални етички, морални, во таа смисла и правни измени во новиот систем, во новото општество како што беше планирано. Како и да е, секако дека тоа е едно големо
nazaduvanje v odnos na važenje to na pravdata, na pravoto i deka za to očigledno stoji nekakav dogovor, očigledno ako bi barale neko i dokazi od moja strana se razbija deka gi nemam, no postojat neko i nešta koji se toliko evidentni da je besmisleno i da se bara dokazite. Толкова или е голема концентрацијата на моќ кај одредени политички бизнис елити или пак делителите на правдата не можат да одолеат на притисоците и влијанието? To je prašanje na sovesta. Mislim, moćne složeno vo istorija na pravni od sistem, vo istorija na borbata, na pojedinec od protiv sistem, ima sjajni ilustraciji, no to je ličan heroizam po pravilu ne dava golemi rezultati. Problem je što sigurno po princip 90% da rečeme sudiji se česni, no kako što odavno narod rekao, petelo što rano peje završuva volonecot. Prvi što bi se osmjeli da otkrije se, sigurno bi stradal i bi mu našle mnogo nešta, a prito bi deluvale mnogo povrzano da gi prikrije to stanatite. Teško je da se nastapi najednaš. Koga sudstvo to najednaš, jednoglasno, so cvrsta volja, bi kažalo ne na bilo koji pritisok. Jasno je po definicija da pritisok ne smije ni da postoji, no bilejki postoji, bi prestanao da postoji. Jedan sudija koji će kaže ne, mu se naođa nešto go smenuvat. To je problem, drugi te se plaša za svoja ta pozicija. Znači imamo jedan organiziran represivan sistem protiv relativno neobedinet sistem na sudska vlast koji mora da insistira na sopstveniju dignitet i kako kolektivno telo. Недело беше објавен извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Забелешките се сериозни. Не гледаат, Брисел не гледа сериозен напредок во речиси клучните области за земјата која треба да испорача резултати за да стигне до Европската унија. Дали ние всушност Бугарија користиме како алиби, бугарскиот проблемот Скопје-Софија го користиме како алиби за неспособноста во натрешното реформирање на државата, а и на институциите. Со доза цинизам може да се каже, ако не гледат, нека земат очила. Меѓутоа, ови од Брисел, меѓутоа, навистина и со најдобри очила и со микроскоп тешко да пронајдат некои сериозни подобрувања, но ова се две теми. Фактот дека ова е, верувам, најлошиот или близко до најлошиот извештај кој сме го добиле до сега од Брисел, што нималку не охрабрува, бидејќи тие имаат потреба од некакво охрабрување и настојуваат за еуфемизми да прикријат преостра критика, да остават нешто да ние сами се сетиме, заклучиме каде и да некако остават впечаток пред јавноста дека сепак е пур символове. Сепак се движи, сепак напредуваме. Овој пат мора да бидат доста јасни, експлицитни и тој извештај без двоумење држи, дури би можел да биде и поостар. Не е поволен. Но дали тој извештај може да биде, така да кажам, аргумент да се заборави дека Бугарија и натаму врши сериозен притисок? Не. Тоа се две теми. Најавите од бугарската страна не се оптимистички. Тие нема да попуштат и тие не рекоа дека со влегувањето во категорија на уставна категорија на бугарите, тие ќе запрат со своите натамошни барања, а тие врз основа на имплицитните некои ставки во тој договор може да одат многу долго и де факто и кога ќе бидеме со Господ напред во ситуација да добиеме позитивен извештај, која ќе биде јасно дека ситуацијата е многу подобрена. Мислам дека Бугарија дури тогаш ќе настапи со полна енергија и ќе каже сега кога се блиску да почнат, сега ќе видат дека се зависи од нас. Дали во Македонија е на сцена политичко-криминална клептократија? На цена не може, али на дело е се краде на големо. Толку ли сме богати како држава? Знаете како, мојот драг професор Јонче Јосифовски велеше дека нему еден домар во школото во кое тој предавал како учител,
mu rekao, zemaj od siromasite, siromaška para ne biti suva. Bogataška para se troši, od siromaf slobodno zemaj. I postojano se čudeše, noveleše ovoj politički sistem delova tog vrsta. Od siromaf, postojano će može da se izvečat neko i novi pari, što vela tako vodeničar od istrese pantaloniće ima brašno za leb. Stalno njih tresat pantalonite i postojano nas ne ostalo što sve pomalko brašno, no ti, kako što rekov, ne deluvat zato što smo nije mnogo bogati, tuku zato što na vistina izgleda deka siromaški od toj dominantan demografski procentualen sloj na našto naseljenje za žal spađavo ta kategorija. Sepak postojano ima jedna vitalnost da iznajde načini da on je sredstva koji ovijek krada de facto da im je ovo zmoži. I tije se truda dosta su različni danovci, su ova, ona, međutim, ne deka se razbira, deka je prašanje to prosto, da kažem, retoričko. Da li sme bogato opštestvo? Posite pokazatelji, ne da ne sme, nego sme među najsiromašnite u Evropa, ako ne i tokmu najsiromašnite. Di purast. Međutim, kradat i to znači deka stanova zbor za jedna opštestvena psihopatološka navika od koja morame da gi odvikneme čas poskoro. Следите 3 гости во емисијата е универзитетскиот професор, академик Ферит Мухич, кој оваа недела го доби престижното признание од Филозофскиот факултет Константин Филозоф. Академик Мухич, останувате жесток критичар околу политиката на Софија кон Скопје и претходно го критикувавте Преспанскиот договор, меѓутоа, потоа откако преспавте, го сменивте вашето мислење со една помалку смирувачка порака до македонските граѓани дека всушност Преспанскиот договор го отвара македонскиот пат кон Брисел. Не го сменив мислењето и мислам дека мојата изјава бев сосема јасен. Реков дека мислењето останува. Јас имам една, нерадо зборувам за моите лични некои книги или ставови, но имам една книга за Македонија која има и на англиски и македонски, 2-3 изданија, од Табернакул, во која ја дефинирам Македонија како субстанца, тоест како она што за своето постоење не бара никаков друг поим. Таа себе се дефинира од себе. И јас тоа го нагласив во ова смисла, во тоа моје излагање, дека мораме да прифатиме заради очигледни притисоци кои нема да престанат, иако лично мислам дека може да се продолжи без попуштање и дека досега ќе беше решено и ќе останеше Република Македонија, но добро, може би се лажам. Не бевме доволно цврсти. Меѓутоа, кога видов, имаше директни закани, дека доколку не се, не врз мене, туку врз Македонија како држава, доколку не се изврши тоа, ќе биде сменета таа влада и ќе се менува секоја влада додека тоа не се издействува. Но јас реков, пристанете. Јас го давам сега својот глас. Јас бев последниот кој го даде својот глас за таа промена, но не го сменив мислењето, реков, во крајна линија тоа е номинална промена. Не постои таа сила која ќе направи Македонија да не биде Македонија и не постои таа сила која ќе направи македонците да не бидат македонци. Што да правите, како и да го менувате, кои политички средства и притисоци да правите, сето тоа е само номинално. Дали тоа значи дека паѓа во вода она што подолг период во последно време се говори дека со евентуалниот договор Скопје-Софија и промената на уставот Македонија ќе влезе во процес на бугаризација? Мислам дека не. Ќе настојува да ја вршат. Тие беа можно недвосмислени во самиот почеток, кога бара и јазикот да биде наречен бугарски дијалект и македонците да се изјаснат како бугари, измислена нација после 44-та и така натаму. Но не, мислам дека не може, и тоа ви е многу важно прашање, и тоа ја расветлува токму мојата поента. Субстанција национална не може да ја сменат никакви договори. Историска субстанција, Македонија како територија на автохтоно македонско население,
To je fakt koji nikakvi dogovori, nikakvi pritisci i će se osmilam da kažem, iako večnost ne je dadena na ovoj svet, nikogaš nema da bidat smeneti. Će bidat Makedonci i će bide Makedonija, a vi vikajte me kako sakate pod pritisok u red za da ostane me o nekakov normalan razvitok i da se priključime kon Evropska unija. Insistiram, nekon Evropa, nije sme Evropa. Makedonija, Balkanot je izvorna Evropa i pojmot, samo to imena Evropa, ne od Evropa. Od ta što nije ja vikam Evropa. To je treto pejenje od Ilijada na Homer, kada što se upotrebuje termin od Evropa. Evropa je ova bila i od sekoga što je jadro i izvorot i da kažem lulkana Evropa je tokmu, ova moderna Evropa je Balkanot. Međutim, će odime, nikada će ostane me tuka. Će odime, nema da odime. Će ostane me tuka, no će se priključime u Evropska unija, to da, i ako je cenata ova, neka, vikajte me taka. No ja će bidam to što su. I će ostanat Makedoncite, i će ostane Makedonija. 2024 je izborna godina. Političko iskustvo kaj nas станува фарса. Što може да очекуваме идната година? Промена на политичките сили, живот кој ќе донесе подобра перспектива или натаму ќе останеме во статус-кво во кое и едните и другите, говорам за клучните политички фактори, ќе си ја префрлаат вината кој е виновен за состојбите во која се наоѓа државата. Динамиката на политичките сили во изборите зависи од тоа што ќе се реши во албанскиот блок. Каде и како ќе се ситуират односите помеѓу ДУИ и помеѓу сега новите, условно, иако е само една се вика алтернатива, но алтернативни партии, од албанскиот блок и исто така што ќе биде помеѓу македонската позиција како СДСМ и македонската опозиција како ВМРО. Кој и да победи, тие тензии ќе останат. Тоа треба да сме начисто. Меѓутоа, дали ќе успеат овие партиски номенклатури кои се во врвовите и на опозицијски, и на македонски, и на албански партии, да испливаат главно неоштетени од ова и само да се прераспоредат во една нова констелација, тоа е прашање. Накусо не очекувам прво некаква радикална промена која би одела на подобро, бидејќи тоа се тие луѓе, тоа се тие искуства, тоа е тој начин на размислување и начин на делување и предолго и предлабоко се загазени во тоа за да сега може да излезат или да се ресетираат, условно речено. И второ, не очекувам ни попуштање, за жал, меѓу овие односи внатре етничките поларизирани позиција, опозиција, партии и во македонскиот и во албанскиот блок. Штом се влезе во изборна кампања, веднаш се разгорува етничка нетолеранција. Зошто? Затоа што е тоа начин да се... За подигнување на националното ткиво? Не, тоа е начин да се гласачкото тело спротивстави внатре себе и да се во таа игра поголемиот дел од колачот на гласачите некако придобие за една од тие опции кои се по-радикално патриоти или по-доследно патриоти. Играта е просто за опстанок на тие партии, а не за подобрување на ситуацијата на целото општество. Мислам дека е клучно, ако пронајдеме сила ако пронајдат сила, политичките лидери во оваа ситуација и во иднина при првото, да кажем, при првите избори, ако најдат сила да направат радикална промена, да се обидат да имаат сите заедничка програма, а разликите да бидат во начинот на кој тоа ќе се оствари. Тие номинално може да и велат сите сме за Европска унија, но очигледно дека не се. Очигледно дека таа приказна, колку и да е нагласена во секое изјавување од овие, постапките не олеснуваат пристапот. Книга Метафизика на врвот ја објавивте откако тргнавте по врвиците на светските и домашни планини, потоа и ќе напишавте секогаш сам, никогаш осамен. Како сте денес? Осамен, изолиран
И која е филозофијата на животот на академик Ферит Мухич? Ова е музика за моите уши. Сега дојдовме до истински теми. Добро е што ја спомнавте таа книга, да. Тоа е, така да кажем, една лична филозофска позиција според која ние сме тука за да направиме нешто подобро од себе, од она што сме биле. Еден од незините наслови е една од песните и таа е така концепирана. 100 чекори над. Доволно е еден чекор над. Не се мери нашиот живот со просторот што сме го минале. 10 пати да сме ја обиколиле земјината топка, тоа не е ништо. Како да сме биле на место, сето тоа е хоризонтала. Она што се мери е вертикала. Да бидеме еден чекор повисоко. Јас оптимистички велам 100 чекори над, али еден чекор над она позиција на која бевме. Да направиме од себе подобар човек за малку, за трошка, колку во клунот на ластовичката да се збере, доволно е. Тоа го оправдува нашиот живот. Да гледаме во тоа квалитативно подобрување, не во ни лукративно, ни квантитативно одење вамо и тамо. И општеството да го подобриме и така натаму. А инаку, во однос на тоа, доволно е јасно речено. Секогаш сам на тие патувања, јас одев сам по планини, иако прво правило е во планинарење, никогаш не оди сам. И можам да кажам дека сум задоволен. Изодев многу планини и не освоив ни еден врв, туку се воздигнував до нив. Врвот не е тука да го понижиме, да го згазиме, смачкаме, освоиме, тоа не е наш непријател. Тоа е нашата цел. Врвот е внатрешна, иманентна категорија на човек кој логички стреми кон тоа да се воздигне. Таа, јас дури и терминот антропологија, антропос, ја изведувам анотропија, стремеш кон возвишување. Но реков, секогаш сам, бидејќи тоа е тоа прочистување, некој во тие планинарски епизоди кои се добар дел од мојот живот, 40 години, но никогаш осамен. Навистина, чувството на осаменоста кое би ме дистанцирало од другите човечки суштества, не ми се случи никогаш, па ни денес. Напротив, имам исклучително еден интензивен живот, се разбира, контактите, излегувањата се радикално смалени. Меѓутоа, ни во еден момент не се почувствував ниту изолиран, ниту осамен и особено сега еден друг вид, посоодветен за мојата возраст, на дружење со еден универзално, така да кажам, антрополошки свет кој е денес изложен на страшни работи, како што гледаме, таа врска е длабоко присутна и денес. Академик Ферит Мухич, ви благодарам за гостувањето во емисијата, ми беше задоволство. Јас ви благодарам, вашите прашања беа навистина инспиративни и чест ми беше да гостувам во вашата емисија.